Ковачевски немал, нема и нема да има парламентарно мнозинство за уставни измени и наместо да го прифати хрватскиот модел, тој за затворени врати договара Македонија да стане бинационална земја, вели лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Редефинирањето на преамбулата на уставот би било предавство на оваа влада и би ја фрлила Македонија на колена, тврди Мицкоски. Да не се игра играчки со уставните измени со кои ќе ја редефинира Македонија во бинационална држава. Да престане да исполнува концесии кон Демократската унија за интеграција, затоа што плаќа прескапа цена за власта која ја има. Јасно е дека Ковачевски немал, нема и нема да има мнозинство во парламентот, ниту пак тие ќе поминат. На повикувањето од власт опозицијата да се качи во победничкиот воз на СДСМ на патот кон Европската унија, Мицкоски тврди ВМРО ДПМН никогаш нема да биде дел од возот кој е во темен тунел и кој удира во карпа. Цело ВМРО ДПМН веќе е на возот кон Европската унија. А возот во кој се Ковачевски и Демократската унија за интеграција веќе е влезен во темниот тунел кој еднонасочно удира во карпа. ВМРО ДПМН, повторувам, цело ВМРО ДПМН, никогаш нема да биде дел од антимакедонскиот фронт кој го предводи не цело СДСМ, туку една тесна клика на СДСМ и ДУИ. Победникот на следните избори според Мицкоски е јасен. Тоа е коалицијата што ја предводи неговата партија. Тој ги повика граѓаните масовно да излезат за да ја поддржат опозицијата и да ја вратат Македонија на вистинскиот пат. Нема мудрост во СДСМ да се договориме за македонските интереси кои секој ден се повеќе и повеќе се разедуваат. И затоа, браќа и сестри, дојде време да кажеме дека следуваат промени. Дека ќе бидат поразени жестоко на следните избори. И не само што СДСМ ќе оди во опозиција, туку време е и Демократската унија за интеграција да оди во опозиција. Мицкоски предупреди дека освен за уставните измени, актуелната власт е фокусирана на реализација по секоја цена и на договорот со Бехтел и Енка, кој според него е коруптивен, спротивен на интересите на домашните компании и погубен за работничките права.